Добра вечер на сите. Мислам дека сме точно 17 часот и редно е да си почнеме со денешната наша онлайн опука. Ви благодарам на учеството на сите колешки што се приклучивте. Мислам дека се слушаме, така може некој да ми потврди? И се гледаме. Благодарам. Фала. За тие што не ме знаат, јас сум Цветанка Петревска, од ова година е твининг амбасадор од моето училиште Браќа Миладиновски од село Дедебовци, општина Могила. Многу интересен позив, многу сум горда што сум на оваа позиција и за сите активности, за сите новитети кои што ги стекнувам во текот на моето обучување. Многу би сакала да пренесам таму кај што има потреба, затоа што и јас на овој начин стигнував до мојот степен и до моето скаливо каде што сум сега. Момент само ни се уклучува уште некоја колешка да ја способиме со микрофон и видео. Денешнијата тема на мојата онлайн обука е вовед во критериумите за quality level или ознака за квалитет на наставниците почетници. Ја одбрав токму ова тема, затоа што мислам дека со колешката Оливира Шиклеска и не знам точно дали има уште некоја друга, сме двете активни учесници на курсот за e-twinning амбасадори, кој што е еден долготраен курс. Ете прв пат јас се соочувам со таков курс кој што трае толку многу 4 модули, веќе 3 месеци, многу обемен, захтевен и една од темите, една од нашите задачи беше запознавање со критериумите за ознака за квалитет, посебно разработка на сите критериуми. Меѓутоа ние денес во нашата презентација ќе се задржиме само на еден од тие критериуми, значи и сите други критериуми би можеле да бидат тема на разговор. Па да започнеме. Верувајќи дека поучувањето и учењето се толку многу паралелни едно со друго, секогаш се обидував да откријам нови начини на развивање себе си прво, за да научам што е ново и да ги научам моите колеги кога е потребно. Оваа платформа има одлична можност да ги подобри не само основните вештини и компетенции, мултикултурното знаење, туку и новите иновативни начини на предавање и учење кои што одговараат на мојот начин. Затоа сакам да бидам во e-twinning платформата и да реализирам проекти. Кратко само тука би сакала да додадам дека откако почнав да работам со e-twinning, навистина се пронајдов во оваа платформа. Како оделенски наставник и работа со мали дечиња од 4-то и 5-то деление, токму значи нуди можности за комплетно развивање и употреба на креативноста на наставникот со примена на разни веб алатки, техники, методи, стратегии, а паралелно со тоа дружба и соработка со колеги, ученици од другите земји, што е најинтересно во e-twiningот и тоа онлайн. Исто така верувам дека само креативна личност може да едуцира креативна и целофатно развиена личност. Момент, само ми се уклучи колешка, да ја пуштиме. Да. Затоа секогаш се обидував да откријам нови начини на развивање себе си, за да научам што е ново и да ги научам моите ученици. Се обидувам да најдам некои нови форми активности, алатки, за да ги мотивирам и вклучувам моите ученици во неверојатниот англиски свет на англискиот јазик. Во e-twinning наставниците треба да исполнуваат 5 критериуми за да добијат ознака за квалитет или етикета за училиште на e-twinning, но тие исто така може да аплицираат и да бидат наградени со европска награда за нивната работа. Тука посебно сакам да го потенцирам ова важно. Значи, треба да знаеме дека наставниците прават проекти за нивните ученици, да им овозможат можности за соработка, споделување европски вредности, работејќи на проектни активности. Наставниците не прават проекти со крајна цел да се добие ознака. Дури и проект без ознака има нешто што да понуди
Ете, и тоа се случува на домакинката му падна интернетот, мислам дека сме тука, продолжуваме понатаму, се извинувам, нешто се случи. Ознаките за квалитет се начин да се види што можете да направите за да ја подобрите вашата работа. Тие не се награда. Рече Ирине Патераки, ова значи е чиста вистина, од European Schoolnet Academy, педагошки менаџер за следење и вреднување. Оливера, да, ворете сега, мислам така се слушаме. Тоа значи дека ние треба да ги сработиме нашите ефтини проекти. Крајниот цел резултат е интерактивноста и кооперативноста меѓу децата и крајниот на проектот, а не да се трудиме на по било која цена да добиваме ознаки за квалитет, затоа што не секаде во сите земји доделуваат. Еве конкретно, значи јас имам пример на толку многу спреман проект од Италијанската национална агенција, на италијанките не му доделија национална ознака за квалитета, камоли европска, што значеше големо разочарување, значи, од нивна страна, и по бројните укажувања и писма и обраќања до национална агенција, сепак тие сметале дека критериумите, овие 5 не се задоволени во целост и затоа не им беше доделена ознака за квалитет. Значи, ова се случуваше во Италијанската национална агенција. Еве ги 5 критериуми за ознака за квалитет на кои што треба да се водиме кога ќе аплицираме за ознака за квалитет. Критериум број 1, педагошка иновација, наставна интеграција, соработка меѓу партнерски училишта, употреба на технологија и критериум број 5, резултати, влијание и документација. Значи, овие 5 критериуми треба да бидат исполнети за проектот да се стекне со ознака за квалитет. Евалуаторите во нашата национална агенција да го означат како квалитетно сработен и да биде доделена ознаката за квалитет. Овде имам еден краток скриншот од мојата TwinSpace. Значи, за тие што не знаат, а за тие што знаат, се аплицира за Quality Level на TwinSpace, на главното мени, долу во овој означениот дел, каде што пишува Apply for Quality Level, или, добро, моето мени е на англиски јазик, значи на македонски јазик исто така ќе пишува аплицирај за ознака за квалитет, тогаш кога ќе биде завршен проектот и кога ќе се отвори за аплицирање. И потоа, тоа е една процедура од неколку страници, каде што треба да се следат сите чекори, број 1, број 2 и број 3, и потоа сето тоа да се сабмитира, да се пушти до Националната агенција, потоа тоа треба да биде одобрено. Меѓутоа, денес тоа нас не е тема на нашата презентација, во некоја друга прилика, подетално, макар што мислам дека и веќе вакви презентации на оваа тема имаше. Денешната наша презентација се однесува на критериумот број 2, наставната интеграција. Значи, како, со кратки зборови, значи, во курикулумот, како проектот, кој што го работиме Twinning проектот, е поврзан со наставните предмети и во интеграција со. Минатата година работев со моите 4 и 5 оделенци во проектот Twinopia. Конкретно ќе се задржам со моите искуства од тој проект. Сите тие се снајдоа доста добро од самиот почеток до крајот со голем труд и соработка. И дури во тоа време на домашно школување во услови на COVID, моите ученици се обидуваа редовно да се приклучат на проектот од дома и го направија своето за она што јас се обидов да го интегрирам во нашата наставна програма. Ја интегрирав мојата наставна програма за часови во пријатни активности на нашиот проект. Но покрај наставната програма ја продолживме нашата добра работа во рамките на интеграција на мултидисциплинарна наставна програма на сите ученици, како што се музика, уметност, занечество, географија, општествени науки, ИКТ вештини и така натаму. Самите во реализацијата на проектите ќе видите, значи, дека огромни се можностите за интегрирање од еден до друг предмет, по зависност од содржините и темите кои што треба да се обработат на проект. Извинете, овде малку има проблем со конвертирањето на PowerPoint презентацијата и некои од буквите
минаа малце лево-десно. Задачите од проектот ги користех и како дополнителни задачи, како домашна задача. Ги комбинирав часовите и активностите по часовите, а потоа ги интегрирав и активностите во моите онлайн лекции. Користевме различни веб алатки и споделувавме добри практики за ИКТ интеграција најмногу на нашите часови. Бидејќи е широко прифатено дека e-twinning проектите имаат многу придобивки за студентите и може да ги збогатат нивните животи, Twinopијан стана клуч во наставата, користејќи различни пристапи, со цел да се произведе значајно учење што ги прави способностите на учениците за размислување и учество, учење да се учи, решавање проблеми, критички и заеднички ангажмани. Интеграцијата на наставната програма е пристап кон наставата и учењето кој намерно ги спојува знаењата, перспективите и вештините од различни дисциплини. Компетенциите се стекнуваат и се развиваат на прогресивен начин преку интерактивни и кумулативни процеси, кои водат и до специфични компетенции и до трансдисциплинарни компетенции. Регулаторната компонента на националната наставна програма, повикувајќи се на барањата изразени во Националниот закон за образование и другите документи за образовна политика, поставува 8 клучни компетенции. Компетенциите се дефинирани како комбинација на знаења, вештини и ставови соодветни на контекст. Клучните компетенции се оние кои што се потребни на сите поединци за лично исполнување и развој, активно граѓанство, социјална вклученост и вработување. Момент, имаме уште некоја колешка да ја приклучиме. За време на работата на проектот се обидов да им дадам на моите ученици основни вештини и клучни компетенции како што се јазична писменост, на мајчиниот нашиот јазик, македонски и англиски, компетенција за учење, да учиме дигитална писменост и дигитални компетенции, социјални компетенции, чувството одговорност, свет за природата, информација за државјанството, културна свест и изразување на учениците и само. Развој на личноста, критичко размислување, комуникација и соработка. Од овој слайд па натаму ќе ви прикажам конкретно некои од активностите кои што ги работевме, која активност, во која компетенција и со која наставна програма од предмет би влегла во интеграција. Една од активностите на почетокот во секој проект кој што ја подготвуваме е представување на учениците. Преку тие активности за представување на учениците, тие ќе можат да идентификуваат одредени предмети, луѓе, животина. Можат да разберат изрази за поздравување и средба со некого, да разбираат како се представуваат. Можат да користат секојдневни изрази за представување и средба со некого. Поставуваат прашања за да дознаат нешто повеќе за нив и за другаче. Активност број 2. Кога се работат e-twinning проектите, прето на e-twinningот се спроведуваат анкети. Анкети помеѓу учениците, родителите и наставниците. Врз основа на тие анкети се гледа како во почетокот се поставуваат некои прашања и што се постигнало на крајот на проектот и во тоа се гледа успешноста и применливоста на проектот. Со помош на тие анкети во кои што изработување учествуваат и наставниците, меѓутоа и учениците, се развиваат ИКТ вештините, способност за пребарување на критичко размислување, поделување со другите. Активност број 3. Во рамките на e-twinning проектот Twinopia создадовме поемник или речник на слики, e-книга или e-book, како ја простих 15. Ова се неколку од активностите, макар што во еден проект има безброј активности кои што се реализираат. Со помош на тие продукти кои што ги добивме, се развиваше јазичната писменост, ИКТ вештините, креативноста, занаетчиството, изработката се мисли, толеранција и почит кон другите култури, ИКТ вештини, умешност и ракотворни вештини. Работа во мешани тимови, активности на
етвинерите. За да постои кооперација и соработка меѓу учениците и значи еден од условите кои што треба да го исполни проектот за да добие ознаката квалитет е да постои работа во мешани тимови. Мешани тимови од училишта, мешани тимови од наставници и ученици. Тоа значи се прави со организација, со поделба на задачите во рамките на самиот проект. Со работата во мешаните тимови, учениците ги развиваат ликовните уметности, компјутерските вештини, креативноста, учење како да се учи, јазичната писменост, комуникацијата, соработката, поделуваат со другите деца, значи се развиваат тие компетенции. Во рамките на нашиот проект беше изработен макси постер од знамето на Свинопија, кој што постер беше изработен поединечно од секој партнер, од секој училиште, за на крајот да биде споен во едно знаме, како знак на соработка и колаборација меѓу тимовите. Со ова задача, кај учениците се развиваја рачните изработки, креативноста, ликовната умешност, соработката и поделувањето помеѓу учениците од различните групи. Исто така во рамките на проектите сигурно се имате сретнато со изработка на образовни игри од различен карактер, најчесто е тоа Кахут или некои други кои што учениците многу лесно и работат и управуваат со нив, ги знаат правилата на играта. Исто така во нашиот проект беше изработена игра Escape Room, која што ги опфаќаше сите аспекти од проектот како една завршна игра, која што беше многу интересна за учениците и беше по нивоа. Ако се поминат нивоата, се освојуваше главната награда, што значи дека се усвоиле знаењата од играта. Со овие образовни игри се разбира дека се развива само довербата кај децата, точноста, логичко и критичко мислење, комуникација меѓу нив, се развиваат јазичните вештини и така натаму. Одим натаму. Активност наредна која што ја работевме, аз се надевам дека и сите вие позната вие, word art изработки и дизајнирање на букви. Многу интересна активност со која што врз основа на почетната буква понатака може да се напише збор или да се изработи песничка како акростик, значи со помош на дизајнираните букви, а исто така и word артот како еден алатка, многу интересна. Децата многу сакаат да работат на овие алатки, со кои што се развива креативноста, вештините за вокабуларот, ИКТ вештините, рачните изработки, исто така јазичната писменост со помош на овие алатки. Кога доаѓаа на ред сезонските празници, тие беа значи посебна приказна, од великденските празници, од новогодишните, од пролетните, сезонските празници и така натаму. За секој од нив по некоја активност, например за Нова година, за Етвининг денот. Сега не знам вие дали овој ден го имате слушнато, денот на различните чорапи. Значи ние од украинскиот партнер го разбравме овој ден, беше многу интересен и забавен за децата, кога Mismatching Socks Day, беше денот на различните чорапи, кога децата имаат за задача да состават песнички и да направат кратки видеа за нивните собствени лични предмети чорапи. Тоа беше една многу интересна активност која што му остана во спомен баш од тој проект, онлайн забави и со станоци. Значи, тие се многу корисни за децата, за развивање на нивната самодоверба, соработка и споделување. Тука се вклучува и музичкото образование со песнички, ИКТ вештините за
компјутерската обработка, толеранција меѓу децата, комуникација, размена на култури, свесност и самосвесност. Во услови на нормална настава, многу интересни онлайн забави се случуваја во живо, преку некоја од платформите или Zoom или Microsoft Teams, кога ученици од различни партнери училишта од една до друга училница се гледаа меѓу себе и секој нешто презентираше и кажуваше. Меѓутоа и во рамки на COVID пандемија услови, онлайн секој од својот дом, исто така се правеа добри забави, добри срети, само што е потребно малце поголема организација од страна на наставниците и вклученост да се организира секото за да протече се во најдобар ред. Исто така една од активностите во рамките на проектот беше Боите во мојата чинија, надпревар за изненадувања, креирање на знамето на Рейнбоу. Проектот Свинопија беше поделен на 5 свинери. Тие беа засебни, секоја имаше свое име и свој ден учетнички. Јас бев учесник во рамките на Рейнбоу свинерата и се што изработувавме и се што правевме беше во контекст на Рейнбоу. Значи, тоа беше нашиот заштитен знак. Останатите свинери имаја други имиња и сите тие значи го представуваа светот на свинопија. Многу интересен проект, значи еден од најдобрите во кои што сум учествувала и работела досега и специфичен по својот наслов. Значи, со овие активности се развиваат исто така ИКТ вештините, креативноста, точноста, соработката, толеранција кон другите култури. Користењето на веб алатките е посебен предизвик во e-twinning проектите. Зборувано е за ова, кои се тие веб алатки. Многу се интересни. Јас во мојот мобилен телефон имам стигнато 1/10. Добро е тоа што техниката ни овозможува преку мобилни да веднаш ги изработуваме и веднаш ги проведуваме. Ќе ги сликаме децата и веднаш после тоа се разбира претходното дозвола на родители и објавување на нивни слики и видеа или пак со замаглени лица, посебно во турските проекти од Турската национална агенција е тоа строго забрането и сите деца беа прикриени замаглени лица или некој наочар или некој маски на лицата. Ова активност тука беше многу интересна кога требаше да смислиме животно од комбинација од деловите на телото на животните и секој од децата во Switch Zoo апликацијата креираше свое животно. Ова, значи, тука е од моите ученици презентирано. Исто така со тркалото на среќата, значи, може да се искористи за разни активности, за предлог на име или да се погоди или да се погоди точниот збор и ред други можности кои што ги нудат овие алатки. Од проект до проект секоја алатка се повеќе и повеќе интересна, наставничките се повеќе и повеќе споделуваат. Тоа сакам да го пофалам, значи несебично и пожртвувано се споделува се што треба да се сподели меѓу наставниците и посебно на тие кои што им е потребна помош. Значи тоа е позитивната страна на e-twinning-от, на позитивното дружење, на било кој начин некој наставник и колега кој има потреба од помош, кој има потреба да му се објасни, без разлика дали е тоа на Facebook групите или е тоа на имейл или пак на WhatsApp се користи, најчесто за сите проекти комуницираме преку WhatsApp конкретно. Несебично се споделува и најдобро се учи. И јас така споделувам, прашувам, објаснувам и така јас уште се дообразувам и уште учам.
и не се срамам и не се плашам да прашам, затоа што за се што е нејасно, се се прашува и се објаснува. Поздрав до колешката Желка. Да, ала многу. Значи, во рамките на оваа активност се развива ликовната уметност, децата, иката вештините, јазичните вештини, посебно се развива креативноста, самодовербата, значи, ништо не е погрешно. Се е во ред, се е точно, се е исправно, секоја изработка на учениците е одлична, само така се развива нивната самодоверба, затоа што сите учиме, и ние учениците, проектите се за учење и за продлабочување на нашите знаења и за проширување на нашите визици и искуства. Еден од неизбежните моменти во сите твининг проекти, мислам дека ќе се сложите со мене, се кодирачките активности, се повеќе заземат замат. Без разлика дали се без компјутер кодирачки активности или пак со помош на микробит или компјутерче, имаме тука колешки кои што се по компетентни да зборуваат за тоа. Јас најповеќе ги употребувам кодирачките активности кои што се без компјутер, разни шеми, разни игри, кои што на децата им се многу интересни и кои што наоѓаат примена во секојдневниот живот, а кога ќе му кажеме ние дека има тука елемент од кодирање, тие остануваат зачудени, мислејќи дека тоа не е можно, меѓутоа разни игри постојат кои што може да се најдат на интернет, а и посебно на повикот CodeVic страната, каде што можат да се стигнат да се доwnлодираат и да се предлабочи нашето знаење. Со кодирачките активности се развиваат иката вештините, се поставуваат основите на програмирањето, кај учениците како еден од најактуелните повици и се расте само довербата во нив за да можат да реализираат вакви кодирачки активности. Нашите крајни резултати од проектот Twinopia, првиот крајен продукт се викаше ABC на Twinopia. Тоа беше e-book во Story Jumper, значи книга, која што имаше за цел да одговори на прашањето кажи на сите што значи да се биде Twinopiјан. Тука конкретно кај буквата M is for motivation, тука е мојот дел. Значи, мојот дел е делот на моите ученици. Значи, јас се разбира идеите и предлозите ги трпам од нив, меѓутоа со моја помош. Секој од партнер училиштата и од наставниците, колегите, за секоја буква од азбуката, од алфабетот, како крајна реченица, крајен резултат имаше за задача да сподели што значи да се биде твинопијанец по завршувањето на проектот, какво чувство е и што се постигнува со тоа. Значи, ова е книга, може да се најде на Story Jumper на следниот линк. А пак вториот крајен продукт е ова тоа, макси знаме на Twinopiјан, се составено значи од поединечните знамиња, од поединечните земи учетнички партнер наставници, ама и двете активности ги вклучуваат скоро сите резултати од учењето, основните вештини и компетенции, наставните вештини за мултидисциплинарни лекции во наставната програма на учениците, како што се пишување и сеопфатни вештини на англиски јазик, како и на иката, уметност, ракотворби, музика, општествените науки, нашиот македонски јазик и другите вештини. Дали не само? Мислам дека имаше малку прекин. Тука сакам да кажам, значи, нешто за што јас сум посебно горда, мислам дека еднаш сум го кажала, еве сега уште еднаш ќе го повторам.
Ако не си наставник по англиски јазик, не значи дека не можеш да бидеш дел и вклучен во e-twinning проект. Нашите колеги кои што имаат помалку познавање од англискиот јазик, се плашат и како да немаат самодоверба да се вклучуваат во вакви проекти. Јас ги охрабрувам сите, бидејќи јас сум оделенец, јас не сум наставник по англиски јазик, иако повеќето партнери, учесници во e-twinning проектите се наставници по англиски јазик, значи слободно учествувајте, немој да се плашите, затоа што компјутерите и Google Translate значи нудат огромни можности, таму сите учат, таму сите го вежбаат својот јазик, не се плашат да комуницираат, ние се плашиме да искомуницираме, па како ќе звучи, па да не кажеме нешто што не е во ред. Значи, слободно, таму е дозволено се, значи сите учиме, сите се прифаќаме такви какви што сме, од различни држави, од различни земји, и тоа значи дека не треба да се ускручаваме ако не го познаваме англискиот јазик по целост, па да не учествуваме во e-twinning проекти. Токму тука е една од моите цели, значи, посебно кај мојот колектив, кај моите колеги, и другите колеги од целата наша земја, значи да го прошириме повикот за да се учествува во e-twinning проектите, навистина се многу корисни и за нашиот професионален развој како наставници се многу битни, затоа што така сами се развиваме меѓу себе. И сега по завршувањето на секој e-twinning проект, со аплицирањето за Quality Label или ознака за квалитет, се добива ознака за квалитет по рамките од нашата национална агенција, а потоа по автоматизам, значи, нашата национална агенција ги избира најдобрите проекти, бодувани, кои што добиваат европска ознака за квалитет. Меѓутоа, тука не е крајот. Сега, значи, конкретно во овој период, се аплицира за европската награда, која што е врв, значи, на овие две. За таа цел, основачите на e-twinning проектите поднесуваат апликација до Европската национална агенција, а тука се вклучуваат со своји коментари сите учесници во e-twinning проектот кои што добиле национални и европски ознаки за квалитет, значи тие по име и презиме, партнери во проектот, се точно наведени кој има право да коментира, колку повеќе коментари се добијат и колку е поквалитетен проектот, ако ги исполнува овие 5 критериуми за кои што спорувавме до сега во целост максимум, тогаш има многу големи шанси да се стекне со наградата, европска награда за квалитет. Мислам дека од нашата држава неколку колешки во изминатите години како партнер во e-twinning европски проекти учествували, се стекнале, не знам дали е некоја од вас. Меѓутоа, и јас имав таква можност, кога ги избирав e-twinning проектите, во кои проекти да се вклучам, и внимавајте тука кога избирате e-twinning проекти, во кој проект да се вклучите, нека има нешто интересно во насловот во темата, затоа што секоја година некоја различна тема се добива со таква награда и можност да се прошири или да се работат некои активности кои што се иновативни и интересни, да не се повторуваат секоја година истите. Кога се вклучив во еден проект на една колешка од Италија, во истата недела таја ми понуди да се вклучам и во уште еден проект од истата таа колешка. И сега јас за да не се вклучувам во два проекти од истата колешка, едниот го одбрав, другиот не. Тој што не го одбрав, тој Animal беше. Тој проект се сработи до крај и тој проект беше избран за европска ова година во категорија до 10 години, значи тие се сепак поделени во категории, значи за најмала возраст, за основно образование и за средно. Европските награди за квалитет.
Меѓутоа, тоа не значи дека во догледна иднина нашите проекти или некои од нашите колишки ќе се добијат оваа награда. Навистина е големо признанието, честа е голема за трудот што се вложува, а многу голем труд се вложува. Нема финансиска сатисфакција за тоа, значи сигурно не, и ниту па некаква друга, освен познанство, пријателство, комуникација, колаборација и насмеани детски лица кои што се пресрекни кога ги работиме проектите, како во наставни активности, како на активности во рамките на часовите и така натаму. И тоа би било се за денес. Јас многу ви благодарам. Овие се ознаки значи од моето училиште како Етвининг училиште веќе 2 години поред. И ова е еден дел од краток постер, значи од една моја презентација, еден мој онлайн состанок со First Spin-Off онлайн митинг со колегите од проектот Spin-Off. Ако нешто имате да ме прашате слободно, можете да си пуштите микрофоните. Дали ме слушате? Полагање ни остана време, да не должиме, значи малку Наташа, кога сум јас, сакам да прашам во врска со Етвининг училиште, дали аплицираме или автоматски добиваме доколку ги исполниме критериумите? Не знам дали да тоа зборувавте малку во некоја наредна прилика ќе обериме некоја друга тема, повторно да се дружиме. Да. Не, сега не кажав за тоа, значи вака. Се аплицира, меѓутоа на ниво на училиште. Значи тимот за Етвининг, директорот треба да потпише апликацијата, се исполнуваат одредени услови, се прибираат потребни документи и значи тоа е процес, поставка, кој што треба потоа да се аплицира, дали по пошта или онлайн, не сум точно сигурна, тоа од нашиот тим го работија, другите колешки. Да, сега од ако не секоја година, секоја на Facebook ми кажа дека автоматски одборите ќе добиеме, ќе бидеме известени доколку сме аплицирали, доколку нашето училиште апликацијата за Етвининг училиште. Мислам дека минимум 3 колешки треба да има на Етвининг платформата и кои што имаат добиено ознаки за квалитет од рамките на училиштето. Немаме аплицирано. Значи има услови, критериуми кои што треба да се исполнат. Немаме аплицирано. Аплицирањето како оди? Има некој термин од кога до кога се аплицира за Етвининг училиште или? Ако имате аплицирано, да, ќе бидете известени, ама преку нашата национална агенција, затоа што таа објавува, знам дека еден список еднаш годишно кои училишта што аплицирале се добитници. Има точно определен термин, значи не можам точно да ви кажам. Еве Оливера ме поправа долу, оваа година беше онлайн. Ништо чудно значи, бидејќи ние од минатата година ни важи ознаката за Етвининг училиште. Да, еве не поправа, да. Да, се објавува на веб страната на Етвинингот за сите држави. Значи вака, ние како Етвининг амбасадори може да ви помогнеме во рамките на знаењата и можностите кои што ги имаме. Меѓутоа, за се што имате потреба, може слободно да се обратите или на Facebook страната кај Етвининг Македонија. Да, Мила Протугер е задолжена за Етвинингите, нашата координаторка од Националната агенција, или да се обратите лично на мејл и да ги пратите повиците, затоа што знам дека тоа е сепак повик за аплицирање, кој што не трае цела година, туку само одреден период, па тогаш може да се аплицира за него. Да. Нема проблем. Ако некој друг нема нешто да ме праша, ви благодарам уште еднаш на вашето присуство, чест ми беше, многу ви благодарам по толков број што се одзовте, издвоите од вашето драгоцено време. Кратки бевме јасни, за нешто друго слободно, значи